Назад сме во студиото на Канал 5. Почитувани, продолжуваме со отвореното студио. Тоа беше лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицковски по големата победа историска на партијата на овие локални избори. Продолжувам исто така во студиото со представник на ВМРО ДПМН, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Благодарам што прифативте поканата. Благодарам поканата. Овој пат сте во студиото како представник на ВМРО ДПМН, во некоја друга секретар. Да, во некоја друга прилика ќе разговараме за министерството и проектите што ги имате таму, а е многу битно. Се надевавте на 59 општини, секаде претендиравте да победите каде што имавте кандидати на овие избори, каде што влеговте во вториот круг. Практично СДСМ освои 3 општини, изгубивте само и во Шуто, Ризари и не знам дали уште една општина. Освоивте практично 54, дали сте задоволни од овој резултат? Да, повеќе од задоволни. Јас некои 6-7 месеци пред изборите на прашање што би било победа за ВМРО ДПМН, тогаш реков барем една општина повеќе од изборите во 2021 година и градот Скопје. 42 и градот Скопје, тогаш одевме со поддршка на независен кандидат. Сега ВМРО ДПМН има победа во 54 општини, вклучително и градот Скопје. До сега информациите говорат дека ова е многу близко до историска победа. Најмногу ВМРО ДПМН има освоено 56 градоначалнички места. Многу сме близко до тој резултат. Чекаме резултати уште од една-две општини. Можно и да го повториме тој резултат. Веројатно овие избори ќе бидат запаметени по резултатот во Кичево. Тоа е прв пат да победи ваш кандидат после таа територијална промена што се случи во 2013 година. Од тогаш Фатмир Дехари беше градоначалник. Мицковски на пресконференцијата најави дека сега ќе замине во Брвеница па во Кичево. Дали тоа значи дека овие две општини се најбитните победи на овие избори за вас? Па според мене градот Скопје е најважната победа затоа што е сепак носител на голем број други општини и моторот на државата, но во секој случај е многу важна победа во Кичево затоа што Кичево беше узурпирано од етнонационализам последниве години и заглавено во недостаток на развој. И на Кичево конечно му се случува сериозна промена, да доктор Александар го предводи и го предводи во заедничка победа на сите граѓани на општина Кичево, не во етнонационализам како што тоа беше до сега случај, и истото се случува и во Брвеница затоа што Јовица покажа дека може да се работи за сите граѓани. Добро, нема да ве сватат сега албанците дека ова е триумфализам Мицковски што ќе оди таму во Кичево. Па мислам дека не, затоа што треба да се оди онаму каде што се извојувале победи кои што се не секојдневни, кои што се можеби неочекувани, кои што се победа против сите други препреки, затоа што тука имавме и автобуси, и авиони, имавме диаспора која што беше носена да гласа, па видовме прекршување на изборниот молк вчера вечер со снимки како се повикуваше се гласа во Брвеница, на кој начин се правеше притисок кон гласачите албанци да не гласаат за Јовица иако се задоволни од неговиот перформанс, и ќе видите денеска по резултатите дека во исклучително села, населени места со исклучително албанско население Јовица победува, има висок број на гласови. Истото се случува и во Кичево. Тоа е затоа што граѓаните сакаат промени. Не беше јасно каков е нивниот став. Касами првично повикуваше да се гласа етнички, но потоа некако ретерираше. Мислам дека Кичевчани го направија вистинскиот избор. Ќе треба анализи кој кога повикал или кој што направил, но претседателот добро кажа дека ова е победа на сите граѓани, затоа што ова не е победа за македонец исклучиво, туку е победа за промена. И тие промени кои што ќе се случат во Кичево ќе значат навистина промена на перспективата дека не треба да се гласа во Македонија за национализам, туку треба да се гласа за тој што подобро се врши работата. Ако ми дозволите уште една забелешка, мислам дека овие избори суптилно го прават истото што го направија сите локални избори претходно, праќаат во пензија долгогодишни политичари. Овие избори ќе го пратат во пензија Али Ахмети. Се случи истото 21 со Зоран Заев, 2017, ако се навратам назад и 2013 и 2009, секои локални избори праќаат еден политичар во пензија на многу суптилен начин, борејќи се за паркови, за инфраструктура, за болници, за училишта, на крајот испраќаат многу силна политичка порака. Овие избори испраќаат таа политичка порака дека ДУИ е конечно спремна за сериозна реформа или да се соочи со распад ако продолжи ова раководство на ДУИ. Добро, тие практично не освоја ниту една поголема општина, изгубија Чаир, Тетово, Кичево, Струга на граници, да видиме како ќе заврши Дебар. Да, но тие сметаат дека се победници на овие избори, поради тоа што во првиот круг на советничките листи има 23.000 гласа повеќе отколку коалицијата Влен и повикаа на тоа централно претседателство што го има по изборите на предвремени парламентарни избори. Дали ќе ја прифатите оваа фрлена ракавица
Мицковски неколку пати рече, пазете што посакувате, може да ви се оствари. Па секогаш стои како можност, затоа што ВМРО-ДПМ не ги има гласовете во собранието да во било кој момент побара распуштање на собранието. Не, само така може да го и да се пензионирате. оди Сега вие на тој преден кажа избор. дека не планира да Видете, поднесе оставка. изборот кој ви е председател е избор на политичката партија и на членовите на таа политичка партија. Но дуи има сега избор или да се реформира или да пропадне. Во ваква патека во која што се движат, тие ќе пропаднат. На следните избори ќе освојат една општина. Некоја помало приградско место. Затоа што не испорачуваат ништо што од нив го бараат граѓаните. Со тие политики на национализам од 19 век, со повикување на орли, на кекси, на млеко, на навредување, на омаловажување на политичките опоненти, на омаловажување на ВМРО-ДПМ некој што работи за сите општини и граѓаните тоа го гледаат преку средствата кои што беа во секоја општина, вие се понижувате самите себе како политичка партија. Сега е шансата на членовите на раководството и членовите на ДУИ да изберат или да се реформираат, да го променат Али Ахмети да го пратат во пензија, или пак да останат вака и да пропаднат како политичка партија. Споменавте дека град Скопје е најбитната победа на овие локални избори, но се чини дека резултатите не се според очекувањата. Горе-долу Орце Георгиевски го повтори резултатот од првиот круг, прашање дали ќе надмине 100.000 гласа, за разлика од него Амар Мециновиќ го дуплираше најмалку, над 60.000 има. Дали овде нешто ви изненадува, како го објаснува тој резултат? Знаеме дека во доминантно албанските општини Чаир, Сарај немаше голема излезност. Два аспекти. Едниот аспект покажува дека оваа коалиција за која што зборувавме Левица СДСМ во Совет на град Скопје, јас бев член 3 години, сега се гледа во пракса. Погледнете ги гласовите кои што Горан Герасимовски ги освои во центар и пресликате колку гласови има свој Амар Мециновиќ во центар. Истата ситуација и во општина Аеродром, така што многу лесно се пресликуваат гласовите, што значи дека СДСМ работеше за Амар Мециновиќ во Скопје. И вториот аспект, председателот кажа во Сарај и во Чаир излезноста беше навистина ниска и таа излезност не донесе гласови кои што по природа на нештата ќе одеа повеќе кај Орце Георгиевски, затоа што ако забележите во Сарај на пример, разликата е 5000 на 200, 300, 400 гласа за Амар Мециновиќ. Ако имаше излезност поголема во Сарај, претпоставам дека таа бројка ќе беше уште поголема за Орце Георгиевски. Разликата меѓу двајцата е многу сериозна, 1:2. Но овие два аспекти се клучни зашто таа бројка не е 130-140 000 гласа. Не мислите дека може Левица да стане главна опозицијска партија после овие избори? Ова е сериозен успех за нив да влезат во вториот круг, самото по себе е успех за нив. Да не бев во позиција во која што сум ќе можев повеќе да коментирам што ќе се случува во условно речено левиот блок. Она што го забележуваме дека во определени општини, особено во урбаните центри, Левица е веќе втора политичка партија. Ако успеат да излезат од таа матрица на негативност и да бидат конструктивна опозиција која што ќе предлага предлози, идеи, проекти, може би имаат потенцијал за раст. Ако останат во матрицата која што ја предводи нивниот лидер, таа е негативна, антисе, против сите, навредлива кон обичниот граѓанин, навредлива кон гласачите на другите политички партии, тогаш ризикуваат да останат во меурот во кој што се. Јас еве ќе пофалам дел од нивната кампања на социјалните мрежи, кампањата на Амар Мециновиќ за Скопје, која што беше релативно позитивна, за разлика од кампањата која што води неговата политичка партија, која што изразито негативна. Добро, сега само смета дека не е толку лош резултатот за нив. Со оглед на вашиот резултат, смета дека тоа што имате пат од 140.000 гласа на советничките листи во првиот круг, говорам во однос на ланските избори, е доказ дека нивните критики се издржани, дека оваа власт не ги оправдува очекувањата и ветувањата што ги даде лани. Како вие отчитувате пораката што ви ја пратија граѓаните пред 2 недели пред се? Пред 2 недели во едно друго гостување им честитав на СДСМ за големиот успех. Тогаш нивната подпредседателка ми беше соговорник, им честитав на толку големиот успех и им посакав вака да продолжат да редат успеси и во иднина на други избори. Што се однесува до пораката од граѓаните, јас и тогаш пред 2 недели кажав, еве и сега ќе повторам, ние треба да направиме сериозна анализа каде имаме потврдување во бројот на гласови. Зашто Мицковски очекуваше 350-360.000 според анкетите. Да, според коментарите, според анализите кои што ги имавме, треба да видиме во кои населени места, дури под ниво на општина, значи не анализа на општини, туку анализа на населени места во општините, треба да видиме каде имаме недостаток на гласови, зошто тие луѓе не гласале за ВМРО-ДПМН, зошто се одлучиле да останат дома да имаат неважичко ливче, затоа што очигледно дека за СДСМ не гласале. Тоа е факт. Не гласале ниту за една опозицијска партија. Добро, изгубиле доверба во елитите, имаше многу неважички ливчиња. Дали станува збор за одлука на локално ниво,
станува збор за одлука на централно ниво или станува збор за едноставно немање интерес за локални избори, затоа што ќе видите и по излезноста локалните избори имаат многу слична излезност со 2021 година. Што значи дека тука негде се движи интересот на граѓанинот за локални избори. Но прашањето е зошто тие гласачи не излегле исто како лани. Лани Вие не гледате беа причина да бидат разочарани граѓаните од овие година и 3 месеци како сте на власт? Па искрено треба да се размислува, но сметам дека на централно ниво владата нема посериозни потфрлања. Нема гафови, нема криминални случаи, нема афери, нема противзаконско постапување, нема одење против тоа што било кажано на изборите. Се што било кажано на изборите 24 година, владата со посилно или по-забавено темпо се обидува да го имаше големи ветувања дека ќе има одговорност. Така, мислам дека тука лежи проблемот во можеби недостатокот на испорака во реформата на правниот систем, владењето на правото и ревизија на случаи од владењето на СДСМ и на ДУИ и една позабрзана динамика во делот на реформата во правосудството. Како што најави премиерот, после изборите нас не чека еден посериозен процес на реформа тука и малку поголем акцент. Имате ли конкретна некаков план што да правите? Да тие коментари ги даде председателот на владата, но мислам дека тука недостасува посериозна реформа и во кадровска смисла, но многу повеќе во системска смисла. Што сакам да кажам, ние имаме премногу предмети кои што предлого траат. Имаме особено надвор од Скопје судии кои што се познаваат со обвинители, кои што се познаваат со адвокати и таа спрега постојано одлично функционира. Ако го знаете вистинскиот адвокат, ќе го добиете предметот. Ако не го познавате вистинскиот адвокат, ќе го изгубите. Не, ме прашувам зашто ова година и 3 месеци не видовме дека имате некаква јасна представа што треба да правите. Ние ќе се водиме од програма на влада и од препораките кои што до нас стигнуваат од Европската унија и се во таа корелација. Венецијанската комисија сега препорача новиот јавен обвинител да се бира со двотретинско мнозинство. Ќе го прифатите ли овој предлог? Треба да се размислува, но мислам дека е време за промени на јавниот обвинител, затоа што едноставно не испорачува резултати, не во смисла и лично резултати, туку не испорачува реформа на системот. Едните исти обвинители одлучуваат на еден ист начин. Ако предмет ви заглави како определен обвинител, сметете на тоа дека 2-3-4 години нема да се разреши случајот. Нема поведено постапки кај јасни случаи на кривична одговорност. Нема поведено постапки кои што биле јасни како ден дека треба да се поведат или пак не треба да се отфрлат, но се чуваат во фиока. Сето тоа зборува дека нема добар менаџмент на јавното обвинителство кое што е хиерархиска структура, не е структура кај што секој обвинител сам одлучува што треба прави, туку тој се повикува на неговото раководство, а тој па на државниот јавен обвинител. Ние дадовме шанса кога беше случајот со Кочани да обвинителството постапи по сопственото убедување и постапи во динамика која што граѓаните бараат од обвинителството. Но за жал тоа не се случи. И затоа изборот на обвинител треба да биде многу внимателен. Дали е двотретинско мнозинство не е секогаш знак на квалитет. Да не забораваме дека КТЦ Јанева беше избрана со 2/3 мнозинство. Но знак на квалитет е дали тој човек има углед во државата, во јавноста. Но, ќе значи дека има некако поширок консензус околу тој човек, да не биде подобен кандидат секогаш на власт. ВМРО заедно со ЗНАМ и со ВЛЕН веќе има 2/3 во собранието. Тоа не зборува дека тој ќе биде најдобар ако биде избран со 2/3. Посакувам да тоа биде кадар со кој што реформи со кои што граѓаните ќе бидат задоволни. Добро, и да се случат овие реформи, дај Боже да се случат, касни таа реформска агенда, очекуваме до нова година да видиме што ќе се случува. Патот кон него е секако блокиран поради тоа што не се донесени уставните измени. Имате ли некаква идеја, некаков план како да се пробие оваа бариера? Очигледно дека од Брисел и од Софија нема некое расположение за промена на тоа што го имаме на маса. Ова е во домен на моите колеги Муцуски и Орхан Муртезани и јас ќе се воздржам од подетални коментари од владина позиција, но ако ми дозволи политичката позиција, ќе кажам дека ВМРО-ДПМН се обиде да направи да понуди неколку алтернативи за решавање на проблемот кој што стои пред нас. Ние сме свесни дека имаме наследен проблем. Ние во секоја институција имаме наследен проблеми. Јас наследив министерство со распаднати проекти, со распаднати системи. И ние се обидуваме на секој од тие системи да дадеме решение. Се обидуваме тоа да го правиме и во поглед на евроинтеграциите, давајќи кои се можните алтернативи. До сега едноставно немаше слух од бугарска страна. Се надевам дека во периодот кој што следи со помош на Европската унија и со помош на нашите стратешки партнери и во Европската унија и надвор од неа, ќе успееме да направиме пробив по ова прашање, затоа што сум сигурен дека Македонија има такви резултати во сите други области, што многу брзо можеме ги претркаме државите кои што исто така се. Ако нема, ако остане статус кво?
Па се надевам дека нема да остане. И ќе работиме како влада да тоа не остане во една лимбо позиција. Секако, јас така почнав првата реченица кога зборував за владата, ние нема да се поместиме на милиметар од тоа што сме го ветеле на изборите. Ние на изборите не ветивме промена на устав по секоја цена. Туку ветивме барање на решенија кои што ќе значат задржување, зацврстување на македонскиот идентитет и јазик и нема значат откажување од некои историски факти кои што се останати и ни се останати во наследство како оваа генерација. И во таа насока граѓаните треба да бидат мирни дека ние нема да правиме чекор кој што е спротивен на она што сме го ветувале. Во ниту еден момент ние нема да правиме нешто на штета на македонските национални интереси. Добро, на крајот сме од разговорот. Од денес имате практично апсолутна власт, ако може така да се каже, председател, собрание, влада, скоро сите градоначалници. И апсолутна одговорност. И апсолутна одговорност, тоа е вториот дел од реченицата. Дали тоа ве плаши со оглед на состојбите во опозицијата? Може ли да се случи на некаков начин, сега нема практично кој да ве контролира доволно силен и моќен во општеството? Дали може да се случи на некаков начин да застраниме во демократскиот развој? Имавме со ВМРО ДПМН едно такво искуство пред 10 години. Знаејќи кој ја предводи политичката партија ВМРО ДПМН и владата, не очекувам само засилување на темпото на реформи и забрзување на процесот на менување на Македонија на подобро. Не очекувам дека ВМРО ДПМН или владата би застранила во демократскиот развој, иако е добро да се има добра квалитетна опозиција. Сега таа шанса ја има и Левица и СДСМ и ДУИ, кои што треба да бидат конструктивна опозиција, која што ќе нуди критики, издржани аргументи, факти. Видовме дека на овој начин не бива да бидат опозиција. Треба да се го најдат патот да бидат опозиција која што ќе значи коректив на владата и верувате ми дека секоја корекција, секоја критика која што доаѓа од јавноста, последниве 15 месеци и мене ми користало, но најчесто тоа биле повеќе критика од медиумите или од невладиниот сектор која што е содржајна, изразена како што треба и аргументирана, отколку што било од опозицијата. Опозицијата имаше паушални напади, ние сме антиевропската унија, ние сме против македонските национални интереси и видовме дека тоа ги доведе до зид. Се надам на конструктивна опозиција која што ќе ја прави владата да биде подобра. Добро, останува сега ние како медиуми да ги следиме вашите ветувања и што тоа ќе се реализира. Има многу ветувања и на централно и на локално ниво. Верувам дека има и пари доволно, ќе има пари за сева да се реализира, колку се ветувања. Тоа многу повеќе треба да зборувате со министерката за финансии, но мислам дека плански работиме ќе има резултати. Добро. Благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Тоа беше Стефан Андоновски, представник на ВМРО ДПМН, министер за дигитална трансформација. Почитувани, го следите отвореното студио на Канал 5 посветено на локалните избори. По кратка пауза се враќаме со финалната анализа.